Почитувани мои, добар ден. Во вторникот на темата предизборните ветувања за 250 нови еколошки автобуси и бесплатен јавен превоз во главниот град, неколку гледачи од вас што ни се јавија продискутираа за меѓуградските линии и за состојбата на регионалните патишта. Денеска во црвена линија, меѓуградскиот превоз и состојбата на регионалните патишта во Македонија. За време на избори се ветува се и се што во помалите градски населби, каде што треба да има поголема поврзаност со останатите градови, се ветуваат повеќе меѓуградски линии со повеќе автобуси, како и реновирање на старите и градење на нови сообраќајници. Но по завршување на изборите ни нови меѓуградски линии, ниту повеќе автобуси, а на патиштата има само поголеми дупки. По лошите патишта со малку патници, меѓуградскиот превоз станува неисплатлив за превозниците. Па жителите остануваат одсечени, што се вели од светот. Дали има доволно меѓуградски линии? Во каква состојба ни се регионалните патишта? Колку се сигурни автобусите? Има ли доволно линии и во каква состојба ни се регионалните патишта? Сето ова ќе го дискутираме во црвена линија денес. Ќе потсетам темата иницирана токму од вас, од гледачите, а секако ќе ве потсетам да не заследите на социјалните медиуми, Facebook црвена линија е профилот. Ќе потсетам исто така дека можете да не заследите и на Инстаграм, всушност пожелно е да не заследите на Инстаграм и секако да земете учество во денешната анкета. А на Инстаграм стори, доколку кликнете, еве какво прашање ќе ве пречека. Дали сте задоволни од квалитетот на регионалните патишта? Две опции за одговор, да или не. Секако за гледачите и за сите вас имаме две анкети. Едната е дали користите меѓуградски превоз, а втората е нормално доколку не користите меѓуградски превоз, дали сте задоволни од квалитетот и на регионалните патишта. Како и да е, на потек сте вие, веќе и од режија ми јавуваат дека го имаме првиот гледач за денес. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, во црвена линија сте. Сакам да зборувам за автобусите. Автобусите не се многу со застарен век, немат обновување. Мислам дека треба да се обноват автобусите со нови, иначе ризично е да се патува со овие автобуси. За регионалните патишта тоа е катастрофа. Овај пат од Шкичево Охрид се прави 9 години. А од друга страна, владата пијат кафина по 50.000 евра и играат фудбал на мали голчина таму во зградите. Име направено стадион нивни. Играат се за паркавета, гледано регионалните патишта се хаос. Тоа е, видите, и едната власт и другата кога ќе дојдете исто се понашат, тука нема подобрување. Јас еден савет би дал младите да си баре чаре надвор во западот. Фала многу, пријатна, успешна недела, све најдобро. Благодарам се најдобро и вам и секако топло препорачувам да продолжите да го гледате ова издание на црвена линија. Ќе потсетам дека денешната тема е иницирана токму од вас гледачи, бидејќи на барање на вас нормално и ја поставивме. Па, сега вие сте на потек да пренесете вашето искуство и како возачи, и како патници, колку сте задоволни од регионалните патишта, меѓу другото и дали користите меѓуградски превоз и дали во местото од каде што се јавувате сте конектирани и задоволни од меѓуградскиот превоз, доколку го има. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Па еве колку сте корисник пред се на регионалните патишта? Јас сум корисник затоа што одам од Скопје до Битола и од Битола назад. Патиштата во регионални во Македонија се 70% на некој начин реновирани, а она што зборува господинот пред мене дека автобусите биле стари. Не, меѓуградските автобуси сите нови купени се. Тоа се приватни институции, не се државни.
Така да автобусите се со многу добри еркондишни натре за седење, за патување и така натаму. Така да јас патот Скопје Битола го одам и е одличен пат направен, регионален пат е, поготово и од Прилеп до Битола има доста добар пат направен неодамна пред едно 10 години, така да јас се надевам дека ќе продолжи оваа власт да ги поново сите регионални и автопати ги реновира. Значи, вие сте задоволни од патот Скопје Битола. Имавме и гледачи кои што еве рекоа, пред имавме и гледачка од Пехчево која што рече дека воопшто немаат превоз до Берово, па мора да барат начини како такси. Во Берово, јас сум задоволен од патот Скопје Прилеп Битола и тоа е моје согледување и јас знам дека оваа влада работи на сите регионални патишта. Ви благодарам многу. Ви благодарам ја за јавувањето. Продолжуваме со вас, ке потсетам темата е од вас, што значи еве Црвена линија се потруди на барање на гледачите кои што побара да се пренесат нивните искуства и да се постави ваквата тема. Одеме со ново вклучување. Добар ден. Ало? Здраво, Црвена Здраво. линија. Намалете го тонот на телевизорот. Добар ден. Ало? Добар ден, намалете Добар го ден. тонот на телевизорот. Да, намален е, намален. Е, супер, сега можеме да се слушнеме подобро. Од каде ни се јавувате? Од центар се јавувам. Од центар, добро, вие од главната метропола. Така. Па ајде, еве, што ќе кажете, задоволни ли сте од регионалните патишта? Што да ви кажам, патиштата се катастрофа. Значи, посебно на кај Прилеп идеме почесто, тоа ќе се прави може уште 10 години. Пошто не работат, они као работат, али уствари по еден двајца. Што може да направат, не ме јасно. Гледачот пред вас рече дека е презадоволен и од автобусите, но и патната линија и состојбата на патот Скопје Прилеп Битола. Да ви кажам, Прилеп, не знам тој дали се вози уопште до Прилеп и дали до Битола може, али до Прилеп идеме почесто. Така. Па еве како би го пишале патувањето? Што е она што е... Ма румби-тумби е што е тоа, не се работи како што треба. Катастрофа. И друго да ви кажам за автобусите, градските автобуси. Па тоа не се миени никогаш. Значи таква прљавштина има. Тоа да ти е гад да седнеш на седиштата. А и ми се случи, дечко ги качува нозете горе на седиште. И баш го сликав, сакав да го пријавам. Што е тоа? Нозете качени на седиште. Не миени, како све се со излепени со реклами, па просто не знаеме каде одиме, ако верувате. Тоа е. Така, благодарам и па и ви вас ке ве ухрабрам. Секако и сите вас останати, доколку имате фотографии, слики и од вакви ситуации кои што ги забележувате и во текот на користењето на градскиот јавен сообраќај, регионални патишта, состојби на патот, сето тоа е добредојдено да ни испраќате и секако Црвена линија е токму да се слушне вашиот глас. Одиме понатаму, добар ден. Добар ден. Па еве да прашаме Македонска каменица дали е конектирана со останатите градови и дали сте задоволни со регионалните патишта? Не. 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 Зошто? Некои да, а некои не. Пехчево, Берово, јас съм од Македонска, ама да морам да Палак. Една општина, што е Палака, Македонска, не поможе на това. Само 13 километра. Фалат. Од Палачка тара до центарот, од Кавица до центарот на Палак е 31 километра. 31 километра. Од Палачка тара е градот, од Стака тара не. Сум го гледал свете, ја не знам, 3 години, 5 години. А као изглед, ние ќе патуваме до Палака, sa ulica, sa svega Bandova preko Kratkovo. Тоа. Ништо не е. Тоа. Ќе гради само запад. Запад не гради. И тоа него. Тоа дали. И тоа да изгради, ови ништо не гради. Ови
Берово, почна и Кочар. Штип Кочар. И Јорко градот. Кога беше го изград? Кога? Кога ќе го изград денес? Тоа е катастрофа голема. Се видите. Поздрав и пријатно. Благодарам за вклучувањето во црвена линија. Имавме гледач од Македонска Каменица. Ќе подсетам дека ми се чини не вчера, туку завчера се јави гледачка која што е жител на Пехчево и она со што се соочуваат граѓаните на Пехчево е дека немаат никаква автобуска превозна конекција со Берово, па се снаоѓаат и плаќаат такси, што сметаат дека е дури и поскапа варијанта. Добар ден. Добар ден. Секој добро, во црвена линија сте. Благодарам. Исто и вам. Се јавам од Битола и сакам да кажам кратко и јасно. Во 21. век е срамота партиите да ни ветуваат патишта. Тоа е нешто нормално. Патиштата не ги градат партиите од својот джеб, ги градиме ние граѓаните преку даноците кои ги даваме во државата, во буџетот. Прво, второ, колку е добар и колку воопшто во 21. век имаме патишта, ви изборува фактот дека од Битола за Скопје се оди со автобус за 3,5 часа. Тоа е срамно. Трето, Битола е на некој начин еднакво далечина од аеродромот во Скопје, од аеродромот во Солун. Возот, знаете, ако тргне од Битола, прашање дали ќе стаса до Скопје или ако стаса ќе стаса за 5 или 6 часа. Една се случи 24 часа, мислам дека пати. Да, така. А автобуси имаме до Скопје, вози еден превозник Транскоп и вози Галеб. И тоа е монопол, автобусите се, хајде, да не речам крајно неквалитетни. Се случува да патувате за Скопје. А цените кои се за услугите за превоз? Цените веројатно се во согласно со капотијата. Јас ги разбирам, нив дека нив не им е се едно. Меѓутоа, за сето ова државата, нормално е тоа да немате една експресна линија до Скопје. Ако знаеме дека Скопје е административен центар, треба некој да поразмисли за тие давања на лиценци за работа за линии. Не можете вие да одите од Битола за Скопје за 3,5-4 часа. Едноставно мислам, генерално во оваа наша држава, прво ние не сме држава. Дефинитивно ние се може да бидеме, ама држава не сме. Во ниту еден сегмент, па ни во патиштата, ни во превозот. Благодарам многу за јавувањето. Ете, слушнавме и гледачка која што ни се јави од Битола. Тоа е она што го очекуваме од вас. Пренесете ги директно вашите искуства и како патници и како возачи. Токму ќе подсетам, темата денес е инспирирана од вас на барање на гледачите. Добар ден. Добар ден. Па еве, како ќе коментирате како воzač, како патник, задоволни ли сте? Јас сум на линија, нели? Да, повелете. Еве веднаш да почнем за да не ме од секунди да џабе. Инспирацијата за да се јавиме и да кажеме ни ја даваат политикарите наши. Еве гледате вие во зградите на политичките системи и министерства се претворили во игралица за фудбал, за кошарка, за ова, за она. Еве тоа е слика колку се грижат овие наши владетели за нашава држава, а да кажам дека Паланка, Делчево, Берово, градоначалниците како да се полуретардирани, како да не се македонци, како да не гледаат дека нема автобус. Кажете ми, каде се јавувате? Се јавам од Источна Македонија. Од Источна? Да. Така, од Источна исто ни се јави и ни рекоа дека граѓаните, например, Пехчево, Берово, немаат превозна конекција. Немаат, еве ќе го потврдам, ќе ми оти за секундите во прашање. Па да зборуваме на темата. Да ни додадете 30 секунди, ако сакате повеќе да зборуваме и да кажеме... Ке го ресетираме тајмерот, дайте ни само информации за темата. А еве, веднаш, дозволете ми. Нема Пехчево, Берово, тоа е десетина километри, нема автобуска линија. Нема автобуска линија Делчево, Штип, Скопје. Никаква автобуска линија нема. Патот што рече човекот пред мене, Паланка, Каменица е 30 км од центар до центар. Наоколу се биколи 150 км за да се стигне од Паланка до Каменица.
Колку пати обеќаа, ништо не направија. Ништо. Зошто се овие наши градоначалници, пратеници, зошто ги земаат тие плати по 5-10 000 евра под рака, под нога? Зошто плацаат воопшто? Зошто се ние бориме да ги гласаме, да се надваме, да се надеваме дека ќе биде нешто подобро, а тоа ништо? До кога така ќе биде тоа ништо, ништо, ништо? А за регионалните патишта? Па регионалните патишта исто така се заникале, меѓутоа зборот ми е споредно да направиме Западна Македонија. Се прави напореден автопат Тетово-Гостивар. Напореден и уште еден. А овде нема опциони патишта. Зошто овие нашиве министер Шкипски зарем не гледа или Кумановски од овој што е главниот, зарем не гледа што се работи со овие македонски пари, што само македонецот плаќа даноци, плаќа казни за да се одржи во Македонија. Благодарам многу за јавувањето и подсетување да се држиме до темата. Она што очекуваме денес од вас е личниот став и личните искуства. Дали сте возач, дали сте патник, без разлика, еве како ги коментирате состојбата на регионалните патишта, дали сте задоволни од времетраењето од една дестинација до друга, односно патувањето. Коментирајте го слободно доколку го имате и јавниот градски превоз. Значи, се што е врзано околу сообраќајната инфраструктура, бидејќи сте корисници, односно сме корисници сите ние. Добар ден. Добар ден, дали сум во програма? Да, повелете. Борис Виши на телефон од Скопје. Значи, често одам за Битола, собствен превоз, значи со кола, а ги користам и автобусите некогаш. Што сакав да кажам? Значи, толку многу пари даваме за регистрација на кола за патишта. Мислам дека тоа е најголемата сума што ја плаќаме, а патиштата се катастрофа. Сега ќе ви кажам, например, кога одам на кај Битола, Прилеп Битола патот е катастрофа, Значи, ако имате камен во бубрек, слободно може да возите со возило и до Битола каменот ќе ви, што се вика, ќе исчезне. Имавме гледач кој што кажа дека е презадоволен од тоа како функционира Значи, гледачот, мене ми е чудно гледачот, значи гледам како што го чув. Ја фали владата цело време, дека патиштата биле супер, дека владата правила се. Знаете што? Од такви критериуми на политизирани луѓе, политизирани институции, ние немаме реална слика на вистински вредности во државата. Тука е најголемиот проблем. Ворете, може би партијата за тој гледач направила нешто за неговата фамилија, ама нека биде реален. И сам срамота е така да зборува. Не го именувам, го познавам, меѓутоа ќе кажам дека крајно сум разочаран од патиштата во Македонија. Тек да тргнете од Битола до Лерин, пред граница патот е, значи со конјска кола може само. Благодарам за вклучувањето во црвена линија и еве веќе тројца гледачи се повторува нивното излагање дека токму конекцијата и линијата Скопје-Прилеп Битола всушност и не е така добар регионален пат, односно патувањето на некој начин е мачење, по тоа што слушнавме, поготово од последниот гледач. Но еве, и понатаму ве охрабрувам, праќајте секако и фотографии, слики, па и видеа од доколку се наоѓате токму на некој регионален пат или имате забележано, меморирано во мобилниот апарат, па слободно покажете во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Црвена линија. Вака да кажам, на кратко само. 90 секунди. Јас сум задоволен од инфраструктурата на патиштата и од се. Само за кого ги правате овие патишта? Ја цела младина ми сликали. Ве слушаме? Да. Прво да се поработи, да се направат фабрики, да ни остане младината, па после се друго да се уредува. Патиштата ни се добри, само кај за кого ги работат. Така, еве, ќе коментирате како возач, како патник, какво е вашето искуство кога се движите по регионалните? Добри само за кого ги прават. Кога све ни се исели во
странка. Но еве доколку има за кого, дали ако ги начекаат младите ваквите патишта, дали ќе имаат пријатно и брзо патување? Имаме, да. Цени е тоа за наши услови. Добро е. Тоа е се што имам да кажам. Ви благодарам. Ви благодарам и јас за јавувањето. Ете, последниот гледач смета дека патиштата се токму гледало на тоа во каква состојба е нели државата. Одиме со вас. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Црвена линија. Се слушаме? Да, повелете. За патишта до регион, Македонија. Го гледа некој, гледаш, викаше дека биле добри. Тој се немат излезено од дома, прошетано и патувано по патишта. Значи, сиве патој, Охри, Кичево, Охри, Битола, Прилеп, да речеме, Кочани, Македонска каменица, Делчево. Јас сум ни цела Македонија сушетал и јас знам како се патиштата. Значи, катастрофа се, катастрофа. Не слушате? Да, ве слушаме, продолжете си. А не ми кажува, те биле добри. Па ево, од Охрид до Кичево да одиш, ти требите 1 сат да патуваш на 60 километри. И не можеш да стигне. За Охрид, Ресен, Битола, патиштата се катастрофа, бе. А Македонски Брод, Кичево, патот, дали сте го возеле? Да, и таму се исто поминат, па да ти каже, и тоа е со дупки претежно, ама поарен него Охрид, Кичево. Добро. Да. Благодарам тогаш за јавувањето во Црвена линија и останете да слушнете и останатите што ќе надополнат и принесат во денешно издание на Црвена линија. А сега е време и да се префрлиме малку кај твитерџи, бидејќи секогаш нели издвојуваме нешто и од твит заедницата, па еве една интересна дискусија ќе ви предочам. Дарко Арсовски има напишано: за 8 март немаше директна линија Приштина-Скопје, па морав да фатам бус за Тетово преку Урошевац и преминот на Јажинце. Па после предпоследниот автобус за Скопје, што за среќа ме остави пред зграда кај цвеќарата што работи до 21 часот и стигнав дома во последен час. Вториот дел од овој твит е што патувањето ми беше ко planes, trains and automobiles, што значи како авиони, возови и автомобили, ама бидејќи ова е Македонија, тука е автобуси и секогаш најлесно е со автомобили. Меѓународни возови немаме, авион за дистанца од 90 км е срамота да се користи. Шоко Боро напишал: Приштина, Скопје преку Тетово е стварно многу. Сум одел многу пати, ама никогаш со јавен превоз. Ме чуди дека не е регулирано, ти сум сигурен дека луѓе патуваат и многу и често. А денес со вас на ваше барање зборуваме за регионалните патишта. Дали сте корисник на истите како возач, дали сте патник, не е важно, секако искуството е најважно што очекуваме да го пренесете. И еве можете и да ни откриете од каде да се јавувате, дали вашето место од каде што се јавувате е сообраќајно конектирано со најблиските градови и колку време траат патувањата, дали има превисоки цени за услугите. Сето тоа оставаме на вас. Добар ден. Добро ви Бог дал. Бог ви дал добро исто. Па еве, како ќе ги коментирате регионалните патишта во земјава? Погрешно ви е поставено прашањето. Добро, како треба? Требаш да кажете меѓуградските патишта и регионалните патишта, затоа што Скопје Битола не е регионален пат. Ние сега го кажавме дека некои од градовите нема дури конекција како Пехчево и Бирово. Еве, јас се јавувам од Пробишти. Ве слушам. Ја не ве слушам. Јас се јавувам од Пробишти. Пробиштип нема линија за Кочани. Пробиштип нема автобуска линија за Штип. За Виница? Ама Пробиштип Штип има прекрасен пат. Меѓуградски.
Еве да идеме во село Винце. Пато Куманово, опчиња село Винце е регионален пат. Последен пат таму е пуштен багер 80-та година. Регионален пат. Тоа е регионален пат. Пробиштип, Добрево, Кратово. 2,5 километра. Пат земјен, со коло не може да се иде. А дали имате сознание дека ќе се прави Пробиштип Виница патот? Не Виница, Пробиштип Кратово. Пробиштип Кратово. Мило, ако сакам да идам на Лисец, тоа од Пробиштип е далечено 20 км преку Добрево. Преку Кратово е 45 км. А 2,5 км само не е направен патот. Големо благодарам и вам. Тоа е оно што го очекуваме, пренесете ги вашите искуства и информации кои што ги имате од лице место со оглед на тоа што сте, верувам, и патници, некои од вас и возачи, односно директни корисници. Зборуваме за секаква конексија, регионални патишта, можете да зборувате и за градскиот јавен превоз. Зборуваме за време траењето на патувањето, квалитетот на патувањето. Меѓу другото, дали постојат конексии помеѓу малите места, нема да ги заборавиме секако и при градските. Значи, целосната сообраќајна инфраструктура очекуваме да ни ја пренесете токму вие во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Од каде се јавувате? Се јавувам од Охрид. Од Охрид. Немам коментар. Многу се убави патиштата, прекрасни се, патот што го направија, автопатот, зборам за автопатот. Ме слушате? Да. Автопатот е прекрасен, само не знам кога ќе биде и како ќе биде. Све што се прави, во ред се прави. Али толку многу се касни, толку многу се задржуваат и не знам како да ги кажам сите тие работи. Немаме во цела Македонија, не зборам само за Охридскиот, не зборам само за Кочани, Штип, Пробиштип или Добрева, што го претходниот слушател што го кажа, воопшто во цела Македонија, главниот автопат што е од Бановце до Богородица, до Гевгелија, тој е целиот не дупка до дупка, во дупка 3 дупки. Што бараме понатака? Нема никаква координација меѓу државата, меѓу патишта што ги одржаваат и изградуваат. Се е тоа нешто на некој начин фрлено во вода и само ветувања, автомобилите се упропастуваат, шоферите, возачите се. Благодарам и вам за јавувањето. Ќе подсетам внимателно само со тајмерот и секако продолжете да не гледате. А сега малку ќе ве префрлам на профилот на Црвена линија и ќе ве подсетам да не заследите на Facebook, секако и профилот на Телма телевизија. Еве како денес изгледаме и ќе подсетам, темата е поставена на барање на вас, гледачите. Она што прашуваме е колку се сигурни автобусите, има ли доволно линии, во каква состојба ни се регионалните патишта. И можете да видите целосно како изгледаме. Меѓу другото ќе ве подсетам дека имаме и прашање дали користите меѓуградски превоз и колку сте задоволни од квалитетот на истиот. Но и секако ќе ве охрабрам да продолжите да коментирате. Имаме и коментар од Веселин Бос, кој што го напиша следново. Сега ќе можете и вие да видите. Вели: поздрав од Битола. Гледачот изгледа никогаш не одел од Битола до Скопје. Битола Прилеп катастрофа. Патот е испукан попречно, па не може да се избегнат дупките. Плетвар го реновираа делот кој не требаше и беше многу добар, кај што имаше 3 ленти. Делот со 2 ленти е катастрофа. Дреново градско катастрофа. Знаци кои се заборавени избунуваат. Канали од тешките возила кои влијат на држењето на правецот. Автопат кој е уште една катастрофа, а од Катланово до Петровец се уште во изградба. 3
4 години. Едно заедничко, сите сливници за вода се полни со песок, затревени, вегетација израсната, а водата од дождот наместо да оди во сливниците, оди по патот. Безбедност? Никако да фатам телефонска врска од истиве јавувачи. Веселен бос, продолжете да вртите 02307 0005 и секако продолжете да не следите и најверојатно успешно и ќе се конектираме. Како и да еве го пренесовме и вашето искуство преку Facebook. Продолжете и таму да коментирате и да водите дискусијата. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Јас сум на линија. Да, повелете. Јас стевам од Берово. Од каде се извинувам? Од Берово стевам. Така. Не би зборувал за патишата, мислам дека релативно добри се од Скопје до Берово, а би зборил за тоа дека нема линија. Берово Транс се укина за време на пандемијата и сега имаме само од Пехчево Антон Компани еднаш во денот савањето во 6 сатот и толку. И има од Кочани во 11:30. И јас сега да одам за Охрид. Треба во 11:20 минути од Берово до Кочани, ќе стигнам во 15 до 1 и чекам до 2,5 сатот да ја фатам линијата Кочани Охрид. Тие се прекрасни од Кочани, Атом Кочани и Галев. Веќе 15 години ја држат таа линија, секој им чест. Се возам, да речем, 50 пати со нив, таму и назад, и сум многу задоволен. За патот не би зборувал, зашто за патот треба да возам, а јас се возам со автобус и така да не можам да приметам. Што се однесува за Пехчево Берово, што нема автобус, за кого да има автобус? Во Пехчево нема жива душа. Има само пензионери и куќиња. Имавме гледачка која што тоа го кажа и предочи да поставиме тема и за тоа. Ама добро, тоа е во ред. Јас се слагам да има, сакам да одам до Пехчево, ама за кого душа? Тие компаниите треба да имаат некоја бенефит од автобусот да го купи и затоа мислам дека е тоа неизводливо. Така, благодарам што беше изводливо и што се вклучивте во црвена линија. Продолжете да не гледате. Би сакала да ви пренесам да видите изглед на сообраќајни знаци. Значи на црвена линија повторно Веселен бос напишал дека знаците се посебна приказна, нема македонска латиница, има измислени букви и погледнете, вели, на растојание од 100 метри за исто село различно име. Еве ќе ви покажам вака како тоа изгледа. Може би и да сликата е во овој формат. Добро, и еве уште една фотографија, да, еве го тој дел што не достига, тоа е Ерековци и Тополчани. Продолжете да коментирате, испраќајте секако фотографии, што би се рекло на лице место. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Секој добро и вам, во црвена линија сте. Во црвена линија. Се јавувам од Прилепскиот крај сме. За патиштата веќе кога се збори, патот од Рилево до Ропотово има 3 километри. Со кола не може тие луѓе што се болен да умри, некој нема кој да појде да го земи. Брза помош не доаѓа во Презец да му влези таму. Толку е патот пропаднат, што со кола нема шанси, ни комбиња одат, ни ова такси можат да викнат луѓето, ништо. И ако некој се реши да оди, треба 1000 да плати за да појде само да го оди. Дали некогаш еве надлежните или било кој ветил дека ќе биде направен тој пат за да бидете конектирани? Ветуваат со години, ветува и собира и пари. И сме плаќале тоа, ама кај отидоа тие пари, никој не даде објаснување. Вистина, нема многу луѓе таму, ама и тие што се да падна болен в кревет, нема кој да го прибери да му помогне. Нема брза помош, нема комбиња, нема ништо да се оди, по патот не одат. Вистина пензионери се, ама
Кај има тој илјадарка да плати еден правец, другиот за да се врати 2000 денари, за еднаш до Прилеп да по... Благодарам многу и вам за јавувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Благодарам, па вака. Прво, значи, патиштата зависи каде, негде ка се добри, негде ка се катастрофа, негде ка се никакви. Се јавувам од Охрид, ние од Охрид до Скопје, значи, одиме по вијуги, не одиме по патишта. Меѓутоа, во однос на сообраќајот, значи, Охрид со Скопје, со Битола е добро поврзано, има постојано автобуси, каде комбиња, каде автобуси и така, се борат. Меѓутоа, по малите места се за жалење, затоа што тие се мали, значи онамо кај што имаше превоз меѓуградски, се укина, дали ради рентабилитет, дали немање интерес или што е, не знам, но тамо е катастрофа. Ако треба да побараме задоволство, дали сме задоволни од градскиот превоз, од меѓуградскиот превоз, во принцип не сме задоволни, прво не се редовни, сегде дека ги нема, значи мачиме ако треба да одиме, да речеме до некое си место, за Охрид не важи, за други места каде што се помали, бидејќи имам потреба да одам во тие помали места, значи стварно мака е да се најде превоз и да се најде начин како да се превеземе. Мислам дека градоначалниците не да сеат во фотелите, него да го изнајдат начинот и да го поврзат главниот град со сите тие населени места и граѓаните да можат на лекар, на било какви потреби да обават. Благодарам, поздрав. Благодарам многу и вам. И сега веќе кога зборуваме за конекции градови, еве ќе ви откриам мала дегресија, ќе направиме тука. Во Заврти на Тилмак имаме прашање. Добро, запомнете сите вие кои што гледате Црвена линија, може да освоите награда, а тоа е кој е повикувачкиот број за Велес. А сега повикувам на реклами. А по рекламите време да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм стори анкетата. Ве подсетувам за следете на Инстаграм и веќе од утре кликајте заедно со останатите инстаграмчи кои го прават тоа. Резултатите се следни на прашањето дали сте задоволни од квалитетот на регионалните патишта. Со да одговорија само 7%, со не 93%. А јас 100% ве охрабрувам да останете со Тилма и за многу кратко време да ми се придружите во мојата втора канцеларија. Ви открив и прашање кое што ќе следува, тоа кој е повикувачкиот број за градот Велес, па зошто да не, ако веќе не сте задоволни од регионалните патишта, да бидете задоволни од играта со Заврти на Тилма и да освоите награда.